Здраво, другарчиња! Јас сум учителка Васе од градинката 8 март од Скопје. За денеска ви подготвив една многу убава приказна за Додо и 7 ноти. Слушајте ме внимателно. Додо има 5 годинки и многу сака да игра фудбал. И така трчајки еден ден Додо го изгуби клучот, односно му падна без да примети во тревата додека играше со своите другарчиња. Но веќе кога стигна дома, забележа дека клучот не е во неговиот џеп. Седеше така тажен и замислен. Каде ли ми испаднал клучот? Добро се сеќавам дека заклучив и си го ставив клучот во џеп. Сигурно ми испаднал во тревата додека игравме фудбал. И тогаш како од небото падна. Здраво! Здраво! Ти мене ме слушаш? Здраво! Ми делуваш некако многу замислено. Чекај да те видам. Ти како да си на некого лут. Да, како погоди? Лут, да, лут сум на сам себе. Но зошто? Што се случи? Играјки така фудбал, си го изгубив клучот и... клуч! Види па ме најде, еве, јас сум клуч. Не, ти не си мојот клуч. Ако вака убаво те погледнам, повеќе ми личиш на виолина, а не на мојот клуч. Блиску си до точниот одговор. Да, ајде стани те молам да се запознаеме. Стани. Еве погледни. Јас сум виолински клуч. А ти, како се викаш? Не ми кажа. Јас се викам Доротеј, но нагалено ме викаат Додо. Навистина? Додо? Каква случајност! Па ти се викаш како првата и последната нота во една музичка скала. Нота? Што е тоа нота? Ајде дојди со мене, јас сега ќе ти покажам што се ноти, но најпрво ќе видиш едно петолинје. А ако не е тоа петолинје, ќе нема нотите каде да стојат. И затоа треба да почнеме од почеток. Ајде, учиме заедно. Еве види. Еве, ова е петто линие. Има 5 линии наредени една врз друга. И се 5 по број. А меѓу нив има 4 празнини. Еве види, и самиот можеш да приметиш. Линиите се испишани со редните броеви од 1 до 5, а еве ги празнинките. 1, 2, 3, 4. Гледаш? А еве, на почетокот стојам јас. И многу сум важен, затоа што ако не сум јас во ова петолиние, нотите ќе си бидат ноти. А кога јас ќе застанам овдека прв, нотата станува тон. И сега ќе се запознаеме со нотите и заедно потоа ќе ги пееме. Гледај. Еве види. Еве го петолинието што сега го учевме. Еве сум јас на почетокот на петолинието. А сега види Додо. Ова е нотата до. И погледни каква магија. Уште едно до. И види, ова до и ова горно до се исто како твоето име
Додо. Види, до стои на помошна линија, а до него, под линијата, стои ре. Па на првата линија ми, па на првата празнина фа, па на втората линија сол, на втората празнинка ла, на третата линија си и на третата празнинка до. Гледаш? А сега слушни како нотата станува тон. Кога сум јас напред, нели? Слушај. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Додо, може и наназад. Слушај. До, си, ла, сол, фа, ми, ре, до. Нели е навистина убаво? Слушни уште еднаш. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. До, си, ла, сол, фа, ми, ре, до. Ете така, научивме дека има 7, односно 8 ноти на една музичка скала. Погледни. До, ре, ми, фа, сол, ла, си и до. А сега сакам да научиме уште една многу интересна игра. Овдека на екранот ги гледате имињата на нотите. Различни по боја. Првата е до, црвена, и втората е до, црвена. До. Исто како Додо. Да, како нашиот Додо. А сега почнуваме. За нотата до, рачето го поставуваме на стомачето или пак под градите и почнуваме. До, ре на рамото, ми под брадата, фа на обравчето, сол на челото, ла на главата, си над главата со прстето нагоре и до високо над главата. И сега можеме да пееме со покажување. Одиме. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Ајде уште еднаш, сакате? Ајде. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Браво, дечиња! Многу интересно. Ваква вежба може да се правите и вие дома, а потоа и заедно ќе ја пееме. А сега сакам да ви кажам нешто многу интересно. На оваа фотографија, дали забележувате нешто многу чудно? Така, тоа е кула. Браво! Тоа е крива кула. А дали знаете каде се наоѓа таа? Во Пиза. Таа е кривата кула во Пиза. На почетокот, кога ја изградиле, оваа кула била права, стоела права како сите други кули. Но поради лошите темели и слабата почва, почнала кулата да се криви. И сега си стои вака крива. Таа има 7 ката. Погледнете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И на најгорниот кат се сместени 7 звона, кои ги символизираат 7 тонови од музичката скала. Да, 7 звона. А сега ќе повториме што научивме. Одиме од почеток.
Еве го нашиот виолински клуч, кој стои на едно петолиние, а еве ги нотите на него. До, ре, ми, фа, сол, ла, си и до. Одиме да пееме. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. И наназад. До, си, ла, сол, фа, ми, ре, до. Но има уште една интересна песничка за сите ноти во музичката скала. Слушајте. До, сака, доручек, ре, репете, ми пие само млеко, фа, сака, сол, ла, пие лимонада, си, сака, чоколада, сите сакаат сладолед. Браво, дечиња! Одлично научивте да пеете. А сега можеме да повториме што научивме. Ова е токму така виолински клуч и многу наликува на виолина. Виолината е музички, жичен инструмент и се свири со помош на гудало. Ова е, дечиња, гудало. Значи, виолината е музички, жичен инструмент. Одиме понатака. Еве го нашето петолиние, виолинскиот клуч и нотите во него. Знаете што? Секоја нота има глава и врат. Глава и врат. Глава и врат. Секоја нота има токму така глава и врат. Одиме понатака. Ова е кривата кула во Пиза. Има 7 ката, а на најгорниот кат има 7 ѕвона, што ги символизираат нотите во музиката. Токму така. Ете го бројот 7 за 7-те ката и 7-те токму така и 7-те ѕвона. Ви благодарам и се гледаме наскоро. Довидување!